Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешниот подкаст, серија од видеа, каде што се будиме за нашите илузии, зборуваме за една тема која што сметам дека ќе ја засекне најпрво секоја жена, која што некако и да сака и да не сака подсвесно се бори со таа совршена естетска убавина, која што на некој начин ја наметна овој 21 век. Па денешното видео во рамките на таа тема ќе зборуваме за естетската хирургија, за салоните за убавина, за се она што се донесе во овој век во кој што живееме, како еден вештачки начин на внесување и вбрезгување и наметнување на себе вештачки нешта кои што ќе не направат на еден начин совршени, идеални и со некоја општествено наметната модифицирана убавина, значи урамена, која што вели вака мораш да изгледаш за ти да се чувствуваш среќен и исполнет. Сето тоа го донесе од една страна ова, да речеме, естетска индустрија, модната индустрија, салоните за убавина, сите, значи, полиња кои што се бават со оваа тема, салони и институции кои што прават, значи, промени, физички промени на телото, на лицето и подмладување, наметнување некои лажни на себе дополнителни детали, гради, коса и така натаму, кои што на некој начин го воведуваат човекот во една лична илузија, дека ако го стави тоа, ќе ги поправи своите несовршености пред светот, ќе изгледа како една општествено прифатлива или угледна личност, која што тој си умислува и си создава илузија дека тоа е суштината на животот. Но ете, од сите овие нешта кои што ги споменав, ајде да погледнеме од една реална перспектива. Ние постоиме на земјата повеќе од, може би, 3000 години како човештво и некако во текот на историјата секогаш се наметнувала таа идеја за со текот на времето, да се алудира на тоа материјално, на таа естета, бидејќи најдоминантните вредности кои што доминирале во општествата биле парите и угледното, естетското. И од таму, затоа што луѓето некако го немаат, го губат тој духовна суштина во себе, ја менуваат или компензираат со тој совршен изглед или материјална удобност. Значи, целата таа идеја произлегува од една психолошка позадина, која што кај човекот вели ова што мене ми недостасува како вредност, како едноставност, да живеам едноставно без внатрешен притисок, да живеам слободно, со мир, со благосостојба, без потреба од некои додатоци. Значи, јас сето тоа не можам да го чувствувам и го барам во нешто надворешно. Дали е тоа преголеми пари, преголеми бизниси, ширење, луксус, значи создавање нешто, вметнување во својот живот естета од различен вид, дали е тоа во непосредното физичко обкружување во интимниот живот на човекот или на себе, значи и кај мажи и кај жени, за да може да го компензира ова и наведом, бидејќи неговото внатрешно чувство е да бидам во очите на другите некако прифатен и угледен и со високо достоинство, со тоа што јас ќе го маскирам сето тоа внатрешно чувство со една совршена навидум, надворешна убавина или престиж. И сето тоа ми укажува на едни две човечки слабости. Значи, првата човечка слабост е тоа што тој го има изгубено патот на балансот помеѓу духовното и материјалното и затоа се стреми кон преголема естета, кон преголема удобност, преголем луксус. Второ е слабоста на мислењето на другите, значи јас живеам за кој? За пред јавноста да бидам некој нешто и да се прикажам во совршен изглед.
Зашто? Бидејќи кога човек го нема тој внатрешен божествена слика на тоа како треба да изгледа животот реално, дека ние сме сите еднакви пред Бога, дека сите се раѓаме со некои своји специфични, уникатни, естетски совршености, убавини, меѓутоа и со несовршености, бидејќи се во овој живот на оваа планета, во оваа природа е совршено, несовршено. И тоа е автентичноста на самото постоење на животот во физичка форма. Тоа кога човекот едноставно го губи во својата перцепција и се губи сами од себе си во суштината на тоа божествено постоење како една душа која доаѓа привремено на овој свет во еден автентичен облик, значи се губи во општествениот живот и сака сето тоа да го компензира затоа што во општеството се наметнува потребата на да живеам за себе, значи за егото и да се докажам пред другите затоа што го немам Бог во мојот живот. Кога го имам Бог во себе, не ти се приоритетите сетилните страсти, естетската совршеност, материјалното изобилство. Значи знаеш дека животот не е тоа. Животот е едноставно баланс кој што треба да го направиш среќа и исполнетост од сите можни агли. Значи од агол на фамилија, од агол на партнер, од агол на престој во природа, прошетка. Значи сите оние едноставни нешта кои што постоеле во текот на минатото, кои што некако се изгубија и целиот живот нели е ставен сега на живот во општеството во кој што луѓето живеат буквално помеѓу бетон, помеѓу 4 ѕида и помеѓу многу луѓе кои што ги тера во таа џунгла, во таа игра да се надпреваруваат меѓусебно во естета и во материјализам. И гледате, многу луѓе, еве сега ги имаме социјалните мрежи и значи каде што се прикажува еден својот живот на социјалните мрежи низ профилите и гледаме, да речеме, некои норми на општествено живење кои што одредени индивиди го прикажуваат. Нема да се навлагаме во тоа дали тоа е вистина или не. Знаеме дека многу од тие профили се многу лажни. Значи го прават тоа заради маркетинг, заради бизнис, бидејќи промовираат услуги, бизнеси, компании и на некој начин го прават тоа совршено за да може да привлекуваат обични луѓе за компаниите да прават пари од нив. Значи не навлегуваме во таа тема, ние ќе зборуваме денеска конкретно за како тоа се наметна и колку е тоа погрешно за духовното здравје на човекот. И од друга страна како психолошки го прави зависен, исто како например тој еден вид зло, бидејќи создава зависност кај човекот од постојана совршеност и усовршување за нешто што не може никогаш да го постигне, бидејќи со текот на старењето природно е човекот да огрдува на некој начин до некаде, значи со старењето, меѓутоа он го трага целиот свој живот и станува зависен од тоа, со надеж дека нели ќе биде постојано совршен, а тоа е еден значи нереална желба кај човекот затоа што во природата се е предодредено да има некаков почеток и крај и да нели од младост да одиме кон старост и природно да старееме и да го прифатиме тоа како дел од животот, бидејќи не сме вечно во овој земски живот. Она што е балансот и компензацијата во целата таа приказна е со самото тоа старење и брчки и животни маки, пребрежја, искушенија и годините како што ќе растат кај човекот, тоа да го компензира во една длабока внатрешна мудрост и кога ќе ги усвои вистинските духовни вредности на живење, сето тоа ќе се одрази преку духот на човекот. Значи, фактички преку духот на човекот, кај него ќе се изрази без разлика колку и да е стар, ќе зрачи од него таа внатрешна убавина која што нема да има потреба во било која доба да става дополнителни материјални ресурси, како ботокси, масажи и не знам таму што има. Ќе се задржиме малку подоцна за тоа. Значи јас направив истражување за да уништи природен изглед со
усовршување и подмладување за нешто што реално не може да му гарантира дека ќе биде вечно, бидејќи не е тоа суштината на животот. Еве, ако се вратиме во 80-тите, 90-тите години, односно во најубавите години од нашите родители, кога биле во екот на младоста и средната доба од животот, 30-40 години, некако ќе приметиме дека сите се на некој чуден, автентичен начин природни и убави. Значи, секој има некои несовршености, секој има некој толку природен изглед, што дури чувствуваш дека тоа е како една доба, време во кое што за нас ни е реално непознато. Затоа што секако кога ќе отвориме ние социјални мрежи, значи, што можеме да приметиме? Приметуваме дека секоја втора личност има исти црти на лицето и од тие филери, ботокси што се ставаат и третмани на лицето, некако го прават толку вештачко и некои му даваат некои исти облини, значи исти облини, бидејќи тоа е исто како да сликаме ние сега. Например, ќе земеме платно и се водиш по некој принцип на симетрија, која што ја правиш секоја личност да биде совршено, да изгледа во лицето. На ист начин се постигнува тоа со тие филери ботокси, каде што се постигнува тој ефект на буквално идентични близнаци, бидејќи секој втор човек, кога ќе ги вбризга тие во самото лице, се создава една симетрија на совршеност и се губи автентичноста на она што Бог всушност го создал преку тој човек. Значи, се губи реалното создавање на Бога со тоа што да се компензира несовршеното со некое совршено и наведом естетски убав изглед, кој што го прави човекот да биде тотално оддалечен од неговата суштинска убавина всушност. И затоа секој втор е ист во денешно време. Значи, затоа во тие години некако луѓето беа многу поубави и го немаше тоа доминантно его, кое што велеше морам да бидам совршен пред другите. Некако сите беа едноставни во тој процес на естетско разобавување и беа природни. Така што ова е некоја естетска зараза, која што кај луѓето се јавува, меѓутоа она што е најжално во целиот тој процес е тоа што луѓето заради тоа што не се свесни за тоа зашто воопшто они тоа го ставаат, е бидејќи не работат на тој внатрешен духовен аспект на сопствениот живот и баланс и се водат во општеството. Значи, се водам во светот, значи ги следам модите, ги следам приоритетите на светот, кои што доаѓа од значи доаѓа од некои површни луѓе кои што од една страна сакале да направат пари, од друга страна сакале, бидејќи не работеле на себе, го компензирале тоа со материјалните некои услуги и третмани, кои што го постигнале тој ефект и даваат на големата маса на луѓе одредени критериуми како треба вие да изгледате, а всушност тоа се едни многу празни личности кои што едноставно човек кој што е богат длабоко во себе духовно и кој што чита и кој што инвестира во своето знаење и широк поглед на животот и вредности и да се направи себе си една комплетна личност од секој агол, верувајте ми, никогаш нема да дојде до тој момент да сака да вбризга во себе некои дополнителни вештачки детали кои што ќе го прават некаков за да биде идеален во очите на другите, затоа што реално нема да има таква потреба. Ќе знае дека живее за самиот себе и за своето животно воздигнување, а не за да се покаже пред другите луѓе. Значи, сите во ред да се... Јас ја обожавам естетата, ја обожавам убавината, тоа е дел од постоењето на Бога. Јас сакам да се облечам, да се средам, да се нашминкам и да изгледам уникатно. Тоа е дел од мојата природа. Меѓутоа, никогаш нема да видите кај мене момент каде што јас нешто ќе наметнувам на себе вештачки, само за да се докажам пред другите. Ево го давам како мал мој пример, чисто за да ви направам една паралела, како е да се размислува од еден друг агол, значи за себе, да се воздигнам јас самата пред себе, да се видам убава, а не да се докажувам пред другите.
Целото тоа наметнување на совршен изглед е внатрешна празнина. Значи, внатрешна празнина која што вели ти не вредиш доволно ваква каква што си, оди, работи, прави пари, работи за некој материјалист, за да можеш да си ги дозволиш тие големи пари, да можеш да се инвестираш во вакви луксузни третмани кои што пак чинат 150-200 евра од еден третман, замислете, и тоа е едно моментално задоволство кое што човекот го добива во првите саат, време, недела, месец, 3, меѓутоа сето тоа го губи ефектот по неколку месеци. Целата таа инвестиција на пари, која што ја дава во тие услуги и третмани, него го прави роб на нешто што реално нема долготраен ефект и бенефит. А кои се последиците ќе се задржиме малку на крајот од видеото. Значи јас направив едно убаво истражување во кое што ќе ги видиме сите агли на овие современи салони и естетски медицински третмани, масажи, филери, ботокси, значи се она што е наметнато преку маркетингот и кога сме веќе кај тоа. Тоа се едни луѓе кои што пробале да најдат еден брз начин на правење пари. Во целата суштина и психологија на сето тоа има порив за правење пари и материјално. Повторно се навраќаме на кругот на материјалното, затоа што ти го вбризгуваш, да речеме, тој ботокс и ти плаќаш за него, да речеме, 150-200 евра. Ти трае 3 месеци, 5 месеци, пола година, па и година нека, и потоа ти мораш повторно да ставиш. Тебе те прави зависен и плаќаш огромни суми за пари кои што реално грото на луѓе не може да се ги дозволат, значи сепак се работи за маса на луѓе кои што се поситуирани и кои што живеат во изобилство, кои што се богати, а тоа богатство го стекнале токму на ист ваков начин, преку некои начини на брзи пари кои што му наметнуваат на човекот зависност или лажна потреба и тие го користат тој психолошки момент да ги креваат цените, бидејќи знаат дека луѓето стануваат зависни и ги бараат тие нешта и на тој начин се богатат. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека и богатството кај многу луѓе што го гледаме е една фарса. Нешто што човекот го измислил со одлична професионалност да создаде углед пред луѓето, без разлика дали е тоа за интернет, за енергија, за секој агол каде што гледаме огромни пари, правење пари од луѓето, тоа се наметнати цени кои што на некој начин ја маскираат таа угледна компанија затоа што знае дека луѓето се зависни од неа и прават пари на обичните луѓе. Исто така со овие профитирачки салони и бизниси, значи естетски бизниси, кои што со тоа што овозможуваат зависност, да плаќаш огромни суми на пари за вбризгување нешто или за додавање нешто на себе, кое што не може на долг рок да ти донесе никаков бенефит, да ти трае целиот живот. Значи нешто што ти е минливо и човекот го прави зависен постојано да го вметнува на себе или да го вбризгува во себе и да работи постојано за некој, за да може овие третмани да се ги дозволи. И сето тоа човекот го прави еден буквално роб на зачаран круг, значи лажен круг кој што постојано вели морам да работам, морам да добијам поголема плата за да си ги дозволам сите овие нешта кои што мене совршено ќе ме направат да изгледам пред другите луѓе и да го живеам тоа како некоја лична автентичност и вредност, не сваќајќи дека сето тоа е една негова лажна илузија затоа што не проникнал во вистината и суштината на животот, кои се вистинските вредности, бидејќи кога ќе проникне во истите, никогаш нема да има потреба овие лажни нешта да ги стави на себе. А кога фокусот е насочен постојано кон надворешниот изглед, тогаш душата, духот слабе, се оддалечуваме од Бога и се занимаваме со материјалното. И се оддалечуваме од душата, од суштинското,
се одаваме на материјално, на естетско, се занимаваме со правење пари, со совршен изглед и тоа совршенство станува една како стапица која што кај човекот вели ако не го направам ова, ако не работам, ако го прекинам овој циклус начин на живење, значи јас ќе го изгубам ова што веќе си го создадов во себе како еден идеал. Троши време, троши енергија, троши средства, се прилагодува врз основа на овој начин и стил на живење, кој што го прави зависен. Значи, зависен бидејќи за тој стил на живење потребни се огромни пари. Огромни пари кои што ќе можеш да си ги дозволиш сите тие нешта, а при тоа социјалните мрежи и она што интернетот го вели ти наметнува дека не можеш без тие нешта, дека мораш да се прилагодиш, дека ти си богат со овие нешта и богато изгледаш ако ги имаш на себе, бидејќи ти си совршен, зрачиш, кожата ти е нежна, совршен си, немаш бели влакна, косата ти е постојано средена, масажи, мазно тело. Знаете, се има бенефит моментален, ама тоа ако се направи еднаш, па после 10 години, нема бенефит. Значи, кога ги гледаме ние сите тие луѓе, тоа го прават постојано. И тие стануваат зависни од материјалисти, од компании, од некој кој што постојано ќе ги подхранува финансиски, за да може да го дозвола тоа, и истите тие луѓе, еве да речеме повторно, за жал ќе ги земам инфлуенсерите, меѓутоа тоа се едни современи најдоминантни индивидуи кои што се наметна на пазарот, на општеството, како нешто што најмногу донесоа еден лажен живот, кој што го наметнуваа токму тој маркетинг и совршенство, затоа што сето тоа нив некој ги плаќа за нели они да го живеат тој стил на живот, меѓутоа обичниот човек не може да си го дозволи. Замислете некој еве кој што доаѓа од посиромашно семејство, значи кој што не е толку убав, кој што ги нема едноставно сите тие способности, не му ги дал, да речеме, можеби му треба повеќе време да ги развие. Имате некој кој што добил навистина квалитетни таленти и ги искористува во таа област. И сега овој што е, нели оваа личност што е по неуспешна или понеспособна да се збогати, замислете колкаво страдање се прави кај таа личност. Има лажни илузии, бидејќи ги следи овие луѓе, добива лажни илузии за како треба да изгледа. И кога сме веќе кај тоа, кое е решението? Па и овој што покажува вакви вредности како маркетинг, и оваа личност која што ги гледа тие индивидуи како вредност. Двете индивидуи всушност се во една замка и заблуда, и инфлуенсерот и гледачот стануваат едни пијуни паднати во замка на материјалното или на естетското, кое што вели ова мене ќе ми го подобри животот, или ако не живеам јас вака, како оваа личност, мене животот не ми вреди ништо. Не знаејќи дека двете страни во истата таа приказна се всушност заради недостаток од духовното вложување во себе и вредности кои што ќе збогатат личноста на едно личносно поле, кое што ќе може да се носи храбро, независно, автентично и слободно во светот, што ќе направи една независна личност способна со свој глас да застане зад своите приоритети, вредности, потреби, замисла, цел, идеја за животот и ќе стои како една стабилна личност и едноставно нема да се угледува на некои неважни луѓе, инфлуенсери, или нема да се, не сакам да навредам никого, меѓутоа сакам да ја разбудам таа точка на современиот свет, дека во овој свет живеат луѓе кои што донесува еден многу лажен идеал за животот и како тоа нели треба ние сите да живееме, бидејќи сето тоа е од изгубеноста на човекот во животот, за смислата на животот. Смислата на животот не е во совршенството естетско, туку смислата на животот е да се најде сопствената смисла и мисија и да се реализира врз основа на
борбата со искушенијата, предизвиците, судбината на човекот и не сето тоа со инвестирање во себе да излезе како една, како што кажав предмалку, во една реализирана личност која што ќе се стреми кон се поголеми духовни дострели, а не физички усовршености кои што всушност немаат крај и се една заблуда, огромна заблуда која што човекот го води само кон едно потрошено време и залудно фрлени пари, бидејќи на долг рок сето тоа кое ќе видиме едно минливо решение кое што нема никаков долготраен бенефит. Бидејќи секој човек кој што влегува во овој, да речеме, круг на естетски корекции и на инвестирање во тој надворешен изглед, полека ја губи способноста да се види себе си со реални очи. Целата негова психолошка личност се насочува кон тоа што јас да поправам на мене, што јас да надградам на мене, затоа што стекнувам перцепција дека мојот изглед треба да изгледа вака и вака во моите очи, како што јас што сум си го замислил, и ја губи реалната слика на сопствениот автентичен изглед. Многу од индивидуите кои што го имаат целосно изменето сопствениот лик, они воопшто не може ни да се сетат како е да живееш во кожата на старата јас, каде што ги немам овие сите нешта. Значи се губи една целосна духовна суштина на личноста и буквално како да сме ставиле маска на нас, како за 1 април и ти живееш во таа улога. Тоа е сериозно, можеме да кажеме дури во блиско оди кон една патологија, затоа што ти стануваш зависен од нешто што реално не си ти. Реално не си ти. Јас познавам многу личности приватно во минатото кои што сум ги познавала, и блиски и далечни, кои што немале воопшто ботокси, немале ништо. И точно знам како изгледале, сега се целосно недопирлива верзија од таа верзија која што јас некогаш сум ја познавала. Значи, целосно се изменува и се добива еден друг изглед кој што индивидуата некако се идентификува со овој нов изглед што не ни може ниту да се врати на старата јас. Прво заради социјалниот аспект. Ќе си кажа како сега да бидам ја повторно грда. Не можам тоа да си го дозволам. Значи станува подсвесно ги тера на една зависност да ова нема крај веќе, си влегол во една игра која што буквално не можеш да ја сопреш. Тоа е една дупка која што многу луѓе влегле во неа и за жал останале робови. Тоа е исто како ќе кажам кој ќе му дадеш печат на ѓаволот. Бидејќи тоа е еден аспект на ѓаволска игра која што ѓаволското е во материјализмот, во естетското. Значи ѓаволот е тера на тоа да влезеш во неговата игра каде што ќе мораш да си ги даваш парите, да си уништуваш изгледот, духот, да бидеш оддалечен од Бога. Тоа е злото. За да можеш ти до крајот да ја истераш оваа игра, ти на некој начин ти создава една лажна игра. Морам ова да го истерам до крај затоа што ако се вратам на старото, кој ќе те сака тебе? Кој ќе те никој нема да те следи, никој нема да сите ќе те озборуваат. Сега гледам народски тоа да го прикажам во еден контекст. Се враќа тој момент на таа психолошка слабост дека другите ќе ја видат и едноставно заради сопствената слабост ти влегуваш во игра на сатаната, која што еден ден ти се мава од глава. И навистина овие луѓе не може да се откажат ниту пак од тие големи пари кои што ги примаат, ниту од тие работи кои што влегле и кои што ги успеале да ги воведат како еден стил на живот и влегуваат во една игра која што нема крај, нема успех. И на некој начин така им поминува целиот живот со надеж дека ќе го постигнат тој врвен идеал на животот, а попатно многу од тие индивидуи, бидејќи се го губат духовното во себе, добиваат болести, канцер, било какви мали или големи болести, значи малигни, немалигни, несреќи се случуваат. Тоа е затоа што човекот влегол во играта на злото. Тоа на некој начин ќе му се манифестира, бидејќи не ги живееш вистинските духовни вредности на едноставното,
автентичното, своето, талентите, да се развиваш како личност која што ќе живее, но и ќе придонесува на некој начин за другите, бидејќи не си сам во општеството. Ти си на некој начин, поготово ако имаш талент за да бидеш слушнат или виден и си некаков, да речеме, инфлуенсер, влијателен човек во општеството, ти имаш одговорност да донесеш вистински вредности врз масата на луѓе. А денеска се случува токму спротивното низ ваквите естетски надворешни изгледи. И гледате, оваа индустрија, од што е направена да биде доминантна, веле ти, значи те убедува дека тие нормални појави како брчки, седи влакна, тенка коса, значи да не е гујна, да не е сјајна, кератин на коса, значи не знам какви третмани на коса, естетски масажи на лице, на тело, антицелулитни масажи и така натаму, значи сето тоа некако го права да биде толку нормално и луѓето почнуваат да ги гледаат тие недостатоци кај себе. И со тоа што ги гледаат тие недостатоци кај себе се јавува потреба да морам да го поправам ова. Да поправам нешто што е нормално во животот, што е природно во животот, да го поправам за да во очите на другите изгледам совршено. И затоа тоа го зимаат како една можност, овие третмани, бидејќи луѓето ги бараат, да бидат скапи. Затоа ги прават скапи. Па не знам, вметнуваат кој знае какви масла, мириси, текстури, кои што маркетиншки тоа го прават да изгледа богато, привлечно и луѓето се мамат на тоа и затоа одат и со тоа што изгледа професионално и богато, затоа му ја креваат цената. И затоа на пазарот на во ваквата индустрија имаме огромни цени кои што се надпреваруваат помеѓу себе, достигнуваат до огромни суми на пари, до повеќе од 1000 евра. Значи збориме за онаа елита која што наводно може да си ја дозволи, а таа елита е всушност најмногу далечен од суштината на живот, бидејќи секој пат кога правам видео го кажам се дека ти итеш кон преголем материјализам, кажува за тоа и кога си премногу богат, кажува за тоа колку си духовно празен во себе. Бидејќи суштината на животот е балансот. Понатаму, што можеме да кажеме, еве, ботокс за коса, еве, денеска е доминантен, значи вбризгување на вештачки влакна, веги, устни, трепавици, екстензии на коса. Што не постои во денешното време кое што е измислено за да се направи една нужност за убав изглед. Со самото тоа истегнување и растегнување на кожата и вбризгување на вештачко нешто во лицето со текот на времето всушност добива спротивен ефект. Кожата е нешто што се тегне и што се собира. Ние ако постојано ја тегнеме, што се создава? Враќање на на стариот изглед уште по-бетар како што сме биле. Значи кожата преку истегнување и преку собирање се оштетува. Тоа и секој што има дома кожен материјал од било што знае. И со тоа ние всушност при тоа правиме спротивен ефект кој што на долг рок само сме направиле бетар исход, што не ни носи апсолутно никаков позитивен бенефит. И се губи нашиот уникатен изглед, кажавме тоа, наместо да ја истакнеме нашата природна убавина, филерите ни создаваат еден униформиран изглед и затоа, како што кажав и претходно, сите почнуваат да личат едни помеѓу други исто. Она што луѓето исто така треба да го знаат е дека оваа индустрија профитира токму од несигурноста на големата популација, која што има проблем самата со себе. Значи, психолошки сум и духовно нестабилен, неизграден, не сум инвестирал во длабочината на личноста да го направам овој живот еден богат духовно живот и на некој начин итам кон естета. Сето ова, индустријата во естетиката
го увидела, без разлика дали е за вакви ботокси, масажи, филери, без разлика дали е за шминки, за ногти и така натаму, значи ги спомнавме сите нешта. Сето тоа го зима како еден мотив и оваа индустрија за да прави се посовршени начини, потреби, кои што човекот го залажуваат. И затоа при кремите, при сите лосиони, се она што е за жената, то се воздигнува како потреба за домашна употреба. Ќе видиме совршен изглед на самите слики, ќе видиме причини зашто треба да го користиме, дека не подмладува, има ефект на, не знам, хайлорон, како се вика, има ефект на ова, на она, па не знам какви хемиски супстанци кои што ќе ја прават кожата совршена, богата, која што ќе придонесе да нема опаѓање на коса, да ја прави косата позаштитена, побогата. И всушност сето тоа се едни маркетиншки трикови кои што ги прават за да луѓето се намамат во тие лаги и ги купат. И всушност секој од вас знае, можеби тоа се ретки производи кои што навистина имаат добар ефект, кои што се за почитување. Меѓутоа во огромната џунгла на пазарот, поготово на естетата, секој втор производ е реално продавање лага. Бидејќи знаат многу добро тие индустрии и компании дека човекот се мами на сите тие психолошки нешта кои што му создаваат илузија дека она што е несовршено во него ќе го направи совршено. Целата психологија на сите тие компании е тоа. Порано постоеле квалитетни компании, да речеме од времето на нашите родители, кои што се појавиле на пазарот и кои што достигнале некоја, да речеме, врвна вредност и навистина донале некаков ефект. Меѓутоа, од сите таквите големи компании кои што многу добро се збогатиле, проникнале сите овие помали и толкав број на бизнеси, кои што дават огромна широка палета на пазарот, за да се, без разлика дали се производи или услуги, за да се промовира на човекот. Меѓутоа, ако ја врземеме онаа слика на природното, автентичното, она што Бог го создал на планетата Земја, Бог создал апсолутно се што ни е потребно. Лабело може да се направи буквално од природните ресурси на планетата Земја. Значи од мед и од маслиново масло, да речем. Крема може да се направи од природни производи. Шампон за коса може да се направи од природни производи. Средства за чистење. Еве сега тие се доминантни, ако следите на TikTok, има толку луѓе кои што даваат едни можности, насоки, совети како може природно да се направат, нели, средства, креми, ресурси во домашна употреба кои што може да го достигне и поубавиот ефект од оние кои што би ги купиле во маркетите. И сето тоа можело да биде така уште многу порано, ама човекот, бидејќи нема свест, има незнаење во себе, не чита, не се развива духовно, не проникнува, тој се залажува со надворешни вакви лаги и се намамува и си ги троши парите, наместо да работи на поправањето на својот живот и суштински да направи позитивна промена која што ќе му донесе, како да кажам, еден живот кој што ќе му биде многу поубав, постабилен и екзистенцијално и финансиски и креативно и како личност да се оствари и на тој начин да едноставно не се занимава со тој совршен изглед. Сето тоа, значи целиот тој процес на начин на живење ќе го ослободи од оваа потреба да си ги дава парите за нешта кои што се целосно минливи и ќе ја достигне суштината на животот. Истото важи и за фризерите. Јас лично сум кажала, јас не одам на фризер. Не само што сум била унаказана милион пати од современите фризери, она што е интересно е кога ќе отидеш на фризер, ти обавезно ќе ти наметнат некој момент на па ти треба ова, па капкиве се совршени, супер се. Значи гледате, они прават маркетинг бидејќи они прават профити од таа продажба на тие производи кои што ги споменав до сега.
Од друга страна ти наметнува потреба дека седите влакна мораш да ги скриеш, да се шатираш, а за тоа шатирање, мислам да не се лажеме, испод 100 евра не си. И тоа се огромни пари. Луѓе со 12.000 преживуваат во светот. Во Македонија, да речеме, значи затоа има и во Америка толку бездомници. Во секој општество живее ова, не е само кај нас во Македонија. И кај нас имаме само еден, да речеме, голем слој на сиромашен народ, на многу низок слој, кој што буквално живее со овие пари. Сега имаш некој паметен кој што станал фризер и тоа го злоупотребил заради другите, бидејќи ги гледа другите X индивидуи како функционираат, и сега си вика, па зашто јас ќе се збогатам и ќе правам пари на луѓето. И имаме секој втор фризер, значи сега не можеш да најдеш шатирање испод 100 евра. Третмани за коса се наметнуваат, некои естетски услуги, кои што се чинат огромни суми на пари, дури да не зборуваме за она примарна основна потреба на човекот е шишањето. Порано фризерите биле еден во мало буквално и сите оделе кај него. Сега се на секој втор чекор, затоа што луѓето ја бараат, гледате, ја трагаат ова наметната естетски идеал, го бараат, меѓутоа не сваќајќи дека тоа се едни цени кои што реално се измислени. 5 минути, мислам половина час работа, шишање. Јас лично почнав сама да се шишам и кога сватив колку всушност тоа е еден занает кој што се учи, кој што се применува, има техники на шишање, кои што само треба да ги научиш и потоа едноставно ги правиш на секоја коса врз основа на желбата на индивидуата, и сето тоа да го злоупотребиш за една коса која што реално не вреди толку да се наплати, наплаќаш 800 до 1200 денари, некаде и се разбира кај по угледните салони и повеќе пари. Имаше еден момент баш пред некое време кога отидов да прашам за шишање на коса и девојката ми вика, па 800 денари е шишање, ама ако сакаш изфенирана да си отидеш 1200. Сега замислете, значи одиш да се шишаш и да те пуштат како исчупана кокошка само затоа што фенираното ни е посебна цена. Мислам дајте луѓе, смешно е тоа. Значи тоа е смешно и апсурдно ама луѓето паѓаат на тоа. Гледате, луѓето се залажуваат и навистина ќе се рече, па нема да одам како искубана кокошка, ќе морам да се изфенирам и ќе ги дајат 1200 денари. Со 1200 денари буквално можеш да живееш 2 недели. А замислете ако имаш 6-7 девојчиња за шишање дента. Мислам, тоа е правење на човекот во здрав ум, не знам, со глупоча, тешка глупоча. И не е фер, и е безобразно, и кажува за тоа само колку овие вакви естетски услуги, третмани се злоупотребени од овие индивидуи, затоа што имаат порив за правење пари. Ако имате вие порив за правење пари, нема да ви влезам во играта. Тука спаѓаат и овие со депилација, знаат дека жена мора да отиде на депилација да се среди. И затоа цените денеска се цени кои што не може секој да си ги дозволи тие основни нешта. Се злоупотребува секој момент, секој јагол. Затоа апелираме, веќе кога го спомнав и тој момент на мојот стил на живот. Значи јас си купив и ножици. Си правам и домашна природна шеќерна паста. Сите оние потреби што се за жена. Од средување на лице, од средување на коса, од средување на тело. Се правам сама, не затоа што немам пари, туку затоа што не сакам да му влезам на некој во играта и да ме прави мене, да ме манипулира. Ова го кажувам за да ви биде пример како со здрав, интелигентен памет треба да се размислува. Не дека сум ја нешто поинтелигентна или попаметна, туку сакам да ви кажам дека кога размислуваме на овој начин, ние вистински се почитуваме самите себе си и така ќе прозрачиме со духот.
А не да се правам јас слеп и да работам за некој друг, значи сите тие финансии кои што сум ги добила од некој работодавач, да ги давам повторно на некој материјалист, кој што нема свезет за мене. Значи, не смееме да ги подржуваме. Без разлика дали си од аспект на фризер или професионално лице кое што се бави со овие нешта, или човек кој што оди да ги направи овие услуги, пораката е иста. Да бидеме еднакви, да бидеме луѓе, да не бидеме безобразни. Бидејќи, ако си безобразен, ти си влегол во таа индустрија и ти си дел од зло. Значи, ти сакаш да му наштетиш на другиот, не сакаш да му помогнеш. Тука важи и за психолози исто, ама тоа ќе биде друга тема која што ќе ја правиме. Кој што сакам да ти помогнам, ама при тоа ти ги земам сите пари од джебот. Па не може така. Треба да бидеме малце по-хумани, треба да бидеме малце по-човечни и да застанеме и за другиот, бидејќи утре нашето дете ќе треба да отиде за некоја услуга и ќе биде така злоупотребено. И гледате, кармата се враќа. Некои нешта човекот треба да ги освести во својот живот во името на колективното добро, бидејќи само на тој начин може да се донесе една хармонија во општеството која што сите ние подсвесно ја сакаме. Сега, бидејќи генерално ние зборувавме за овие теми, јас направив едно истражување за да видиме кои сите услуги постојат во рамките на општеството, кои што може да се сретнат и кои што човекот може да ги примети и да повнимава каде влегува, бидејќи сите овие, значи, индустрии, полиња, имаат за цел манипулација врз луѓето и правење пари од нив. Затоа што кажавме дека сето тоа е една компензација на површинско маскирање на внатрешната празнина, се со цел да се донесе наведом некој личен живот кој што пред другите ќе се направи идеален. Сега во рамките на козметичките и естетските салони и услуги, каде можеме да ги сретнеме овие манипулации и игри и правење на огромни пари? Значи, шминкање, професионална шминка за специјални пригоди, каде што цените се огромни, каде што се прават пари и тоа во огромни суми на пари. Значи, сето тоа е една манипулација која што човекот кој што ги прави овие услуги ги наплаќа со големи суми на пари. Замислете едно советување што се вели не чини толку, а човек вложувал, инвестирал во знаење, им помага на други луѓе, збориме за вистинско духовно и психолошко знаење. Значи, поентата е дека се злоупотребуваат цените. Без разлика дали си салон, дали си независен и одиш по куќи, да нашминкаш некој, значи се злоупотребува цената. Има трајни шминки, каде што се прави микроблейдинг, веги, усни, трајна ајлајнер техника, масажи, релаксирачки, антицелулитни, лимфна дренажа, маникир и педикир, можеме да видиме, значи денеска исто се прави експлоатација на цени. Знаа дека на 3 недели мораш да ги промениш ноктите и на 3 недели ти мораш да плаќаш нови 1000-1500 денари. Па ако сакаш и некои естетски уметнички детали, значи си доплаќаш уште повеќе пари за тоа. Епилација и депилација, значи лазерска епилација, каде што навидум ти помага. Значи, сето тоа не можеме да знаеме ние какви зрачења се тие во организмот. Сето тоа е вештачки. Од друга страна, шеќерна депилација. Еве јас дома ја правам. Значи, знаете ли колку чини да се направи шеќерен восок? 50 денари максимално. Со се вода, со се шеќери, со се енергија потрошена и да речеме време. Значи, сето тоа, замислете, денеска се продава, еве да речеме да е услуга, ама не може таа услуга да се продава со толку дуплирани, тродуплирани пари. Денеска шеќерна депилација е над 1500 денари. Мислам, која е логиката на толку едноставен рецепт и на толку нешто што буквално чини 5 пари, да даваш многу повисока цена од овие кои што се, да речеме, повештачки. Мислам, мене навистина ми нема логика сето тоа. Услуги поврзани со кожа и тело, каде може да сретнеме? Значи, манипулација, подмладување, низ вакви услуги,
Хайлоронски филери за усни, јаболчници, подочници, ботокс, парализирање на мимиката за измазнување на брчки, пилинзи и третмани за лице, хемиски пилинг, микродермоабразија, ласерски третмани за подмледување, отстранување на лузни, третман на акни. Третманите на акни се една од најголемите илузии. Внатрешниот проблем и генетскиот проблем се решава со надворешно нешто кое што реално не можеш да го решиш. Можеш само моментално или да направиш само поголем проблем. Значи не може да се реши. Јас сум имала цел живот проблем со акни, сум пробала такви глупости и сум видела на своја кожа дека врска нема. Мене ми се исчисти лицето кога почнав духовно да живеам, кога ја променив исхраната, кога се почнав да се хранам вегански. Значи целосно моето тело се промени. Целата суштина е внатрешната промена за да може надворешниот изглед да не биде убав. Имаме тука спаѓаат исто и значи медицинска и естетска хирургија. Медицината ти наметнува можности да праќаш огромни суми на пари за да го решиш несовршенството на тебе кое што всушност е дел од твојата душа и личност. Значи одиме против Бога за да ние се допаднеме на светот и се прилагодиме на светот. Гледате, човекот паѓа новие медицински професионалци за да го компензира она што му е од Бога дадено како природно. Да, немам гради, па сега да ставам гради. Тенки ми се усните, па сега да ги пополнам усните. Барам совршен изглед за да бидам пред кого? Пред светот кој што воопшто не го интересира за тебе. Реално кажано. Тука спаѓаат и солариумите за сончање, не знаеме, па тие колку зрачат на телото, какви УВ зраци се впуштаат во телото, кое што може и мислам дека има такви истражувања дека влијаат на создавање канцер. Канцерот се создава од духовната болест. Човекот што е оддалечен од Бога, а сите овие надворешни дополнителни нешта само го дополнуваат тој канцер, го поттикнуваат да расте и да се шири. Сето тоа, кај човекот треба да донесе самосвест дека правата суштина во животот ја бара на погрешно место и треба да ја бара во духовната, значи внатрешна инвестиција, која што доаѓа и преку духовните книги, библиските, христијанските вредности, значи она што го тера човекот да направи баланс помеѓу материјалниот живот и духот. Понатаму тука спаѓа ринопластика, операција на нос, липосукција, отстранување на масни наслаги, зголемување на гради, силиконски импланти, подигнување на лице, фейслифт, трансплантација на коса, операции на очни капаци, солариум, спрейтен, тетоважи, пирсинг, исто така спаѓа. Јас имам тетоважи, денеска не би ставила ниту една тетоважа. Стојам и го кажувам тоа, меѓутоа, ете, тоа е еден дел од мојата животна лекција и мудрост која што сум ја разбрала на подоцни години. Анти-ејджинг индустрија, колагенски суплементи, анти-ејдж креми, серуми, витамински инфузии за подмладување и така натаму, и така натаму. Сакам да ги споменам за да отприлика имате самосвест каде тие се јавуваат. Немаме потреба ништо од тоа. Човекот нема потреба, бидејќи човекот е Божјо дело, Божјо создание, кое што го создал онака како што треба да биде врз основа на неговата душа и свест. Човекот како што расте во свеста, во знаењето, во широчината на личноста, тој така внатрешно зрачи и дури изгледот му се менува. И јас гарантирам и стојам за тоа, бидејќи јас сум непрепознатлива личност од пред да речеме 5 години и сега. Кога животот ми бил тотално празен длабоко во себе, каде што сум била изгубена во животот, и сега каде што ете после долги години сум вложувала во себе, а немам ништо ставено на мене, ниту како третман, ниту како услуга, ни ништо. Како едно наравоучение, за крај ќе направиме една мала споредба како човештвото секогаш на некој начин заради поривот за материјално и естета се водело кон едни погрешни идеали и вредности, каде што, например, во времето на баракот исто се наметнувале едни лажни, вештачки
идеали со претежок амбициозен кич, кој што луѓето, односно жените го правеле заради нивниот наводен углед, аристократија, богатства, кои што нели тогаш биле уште доминирало тој робовладетелски, па и денес доминира, меѓутоа ете ние сме по-демократски светка во наводници. Но тогаш доминирал, да речеме, јасна поделба помеѓу аристократија, елита и население кое што било крајно сиромашно, кое што едва и ги имало и основните потреби. Така што во барокниот во 17 и 18 век во таа аристократија богатите слоеви носеле, нели знаеме, ние огромни перики со тежок пудер, со вештачки младежи на лицето за да нели се прикажат како совршени тие жени. Облеката била секогаш претерано нели украсена со некои многу големи детали, бои. На нив носеле подфустаните корсети кои што на некој начин ги правеле совршени во телата за да бидат привлечни, за да бидат нели да изгледаат грандиозно. Носеле високи подпетици и некој си гламурозен стил во знак на статус. Од друга страна, кога ќе направиме споредбата со овој 21 век, ние не носиме можеби перики, но носиме екстензии, лажна коса, која што не прави нели совршени во нашата фризура. Наместо они што носеле некоја таква тешка пудра и ставале на себе, кај нас тоа се заменува со филери, со ботокси, со лифтинзи, со трајни шминки. Значи сето тоа, гледате, има некоја иста слична основа која што прави пред другите луѓе некакво големо вреднување. Корсетите ги заменуваме со што денеска? Липосукција, вадење на кожа, за затегнување, намалување на дебело црево или какви да се тие некои современи. Значи гледате, човекот наоѓа начини, значи слични на овие во барокниот век, каде што многу попримитивно живееле луѓето тогаш во свеста, сепак се води таа иста свест и во денешно време, само што се компензира на еден понапреден начин, а гледате, суштината, вредноста и идеалот е слично на ова во барокното време. Сега ние со тие, да речеме, импланти кои што ги вметнуваме, го заменуваме она што они го правеле тогаш со корсетите. Сличноста во што е? Луѓето и тогаш и сега се обседнати со естетскиот изглед. Зашто? Затоа што го немаат духовното во себе. И ја немаат еднаквоста на живење на да сакам да бидам еднаков со сите други. Значи ја немам таа вредност во себе. И итам кон нешто што сакам внатрешната празнина да ми ја исполни. Разликата од денешно време со тогашното време е тоа што они биле повеќе накитени, екстравагантни, аристократски. Денешната убавина и тие идеали од каде ни доаѓаат? Од Инстаграм. Од луѓето кои што ги приложуваат нивните животи на Инстаграм и даваат што? Идеал за тоа како треба жената да изгледа. Од друга страна, индустриите, кои што се занимаваат со ова, прават, значи тоа се фотосесии, совршени фотошопи користат, значи луѓе кои што нивните таленти ги користат во измамување на обичниот народ. И тоа се огромни гревови и тоа е огромна карма која што човекот го стига. Тоа е една друга приказна на духовно ниво што се случува. Човекот кој што работи за тие компании, кој што слика, фотографира, едитира, прави маркетинг, кој што ние наведом нормално ги живееме во современиот век, сето тоа создава огромна карма затоа што кај човекот јас работам за нешто што обичниот народ го лаже, а примам огромни пари за тоа, бидејќи таму се многу големи пари, тука ќе ги спомнам и нутриционисти, фитнес тренери, сето тоа е во иста корпа. Гледате, се е стета, материјално, физичко. Да се билда материјалното, повеќе пари, да се билда своето јас со создавање програми, продавање гола вода, без никаква духовна суштина и знаење. И на крај, што имаме? Билдање само на физичкиот изглед, запоставувајќи го духовното јас. Суштината
на живењето со суштината на Бога. И за крај, веќе кога сме кај тоа, ќе напоменам и ќе продлабочиме малку да објасниме што вели Библијата за се ова, какви вредности ние треба да живееме за да го негуваме духот, душата и да бидеме поврзани со Бога. Во Библијата нема да сретнеме, се разбира, директно спомнување за ботокс, за филери, за косметички процедури, но има многу стихови кои што уважуваат и алудираат на таа природна убавина кај човекот, да човекот се прифати онака како што Бог го создал со собствените раце, бидејќи ние сме деца на Бога, и да ја намали суетата, да ги воздигне своите духовни вредности и да го намали, гледате, влијанието на надворешниот изглед во како идентитет за себе уважување. Неколку значајни библиски стихови кои што се поврзани со оваа тема се можеме да ги сретнеме во 1 Петрово 3 стих 3 до 4. Вели, вашата убавина нека не биде во надворешното украсување, во плетење коса во златни украси или во облекување скапа облека, туку во скриениот човек на срцето со неискажливата убавина на кроткиот и тивок дух, што е скапоценост пред Бога. Што значи ова ни покажува дека Бог не го гледа нашиот надворешен изглед и ние ништо не можеме да направиме со реално надворешниот изглед. Само со внатрешниот карактер ние можеме да го одведеме животот кон една многу поубава верзија и посреќна верзија со поголем мир, каде што нема да имаме толку проблеми и несреќи и тегоби и искушенија, туку ќе имаме некој еден мир кој што Бог ќе ни го дава врз основа на нашето духовно живење. Понатаму во Изреки 31:30 вели, милоста е измамлива, а убавината е минлива, но жената што се плаши од Господа, таа ќе биде фалена. Не да се плашам од Бога дека нешто ќе ми направи, туку едноставно да ги почитувам неговите закони. Вели, телесната убавина е привремена и не треба да биде примарен фокус во животот. Она што останува е духовната убавина и добродетелноста. Секогаш ќе не воздигнува духот ако го негуваме духот. Секогаш ќе не упропастува материјалното ако го потикнуваме материјалното во нашиот живот. Бог не создал совршени, такви какви што сме, несовршени. А она што е наша слабост, како дебелина, како некои телесни можеби недостатоци, бубулици и така натаму, значи кожни проблеми или што и да е, сето тоа се решава со само поправање, значи поправање на својот карактер, поправање на својот начин на живот, на своите навики и на тој начин ние внатрешно се подобруваме како карактер и Бог ни помага во надминувањето на тие искушенија, бидејќи Бог не е случајно ни ги дал во нашиот живот. Значи не е случајно ни ги дал за да надминеме одредени наши слабости, можеби прекумерно исхранување, илузии во одредени диети дека ќе не донесат некое брзо решение. Се е тоа некоја наша духовна карактерна слабост која што не учи врз основа на надминувањето на илузиите да се воздигнеме како карактер и при тоа се ќе си дојде како што е во правилна и вистинска форма. Вели, човекот гледа надворешно, но Бог гледа во срцето. 1 Самуил 16 стих 7 вели, но Господ му рече на Самуил, не гледај на неговиот изглед, ниту на неговата висина, зашто го одбив. Господ не гледа како што гледа човекот. Човекот гледа на лицето, а Господ гледа во срцето. Што значи луѓето судат според надворешниот изглед, но Бог ја гледа суштината кај човекот во духовниот карактер. Суетата не заробува, па да не бидеме робови на световните вредности. Во Римјаните 12 стих 2 вели, и не сообразувајте се со овој свет, туку преобразете се со обновување на вашиот ум, за да може да ја разберете добрата, угодна и совршена волја Божја. Исаија 55 стих 2 вели, зошто давате сребро за нешто што духовно не ве храни и труд за нешто што не ве наситува? Послушајте ме внимателно и ќе јадете добро и душата ваша
ќе се насладува со изобилство. Ова е предупредување против трошење на пари и ресурси на нешта кои што немаат вистинска духовна вредност и суштина. Исто како што денеска, нели, луѓето трошат илјадници евра на ботокс, на третмани, на масажи, на она што целото ова видео го посветив, значи на такви ситници за разубавување, а всушност при тоа само моментално задоволство им носат и ги прават духовно празни, бидејќи го добиваш тој моментален бенефит, убавина се, и по 1-2 недели, месец дена, како да не си го ни ставил, ни да си го направил, бидејќи повторно се враќаш ти на своето јас. Значи го живееш она што внатрешно ти го носиш. А естетското, материјалното што си го постигнал само моментално или вештачки те прави пред другите да бидеш совршен и го зацкриваш она што реално ти длабоко во себе го носиш. Заклучокот кој е на цело ова видео? Значи заклучокот е дека вистинската духовна убавина и физичка убавина доаѓа кога ние работиме на карактерот, на духот и кога не се занимаваме толку премногу со материјални и естетски нешта. Сите оние нешта кои што можеме ние да ги постигнеме, што можеме реално да се потрудиме дома да ги направиме сами, да ги направиме. За она што не можеме, ќе се потрудиме да најдеме луѓе кои што се реални во цените, а сигурно постојат такви. Да не поддржуваме луѓе кои што се дел од овие индустрии и бизниси, бидејќи нас ни се враќа кармата. И на нашите деца се разбира. Да не заборавиме дека Бог е создател на оваа планета Земја и на сите планети кои што постојат во универзумот, вклучувајќи го тука и секое живо битие кое што постои на планетата Земја, кое што е несовршено, кое што е со уникатни автентични бои од животни до инсекти, кои што се несовршени и во изглед и во лик, како што и човекот е несовршен. Нормално е секогаш да има нешто што е поубаво и што е погрдо. Тоа е природата и поларитетот на самото постоење на земјата. Секогаш го има и црното и белото, секогаш го има и убавото и грдото и кај луѓето. Но и најгрдиот човек, кога вложува во духовниот развој, кога се стреми кон Божјите вредности, тој станува поубав и од овој најубавиот, кој што можеби навидом првично Бог го создал, но духовно нема никаква вредност во себе. Духовно зрачи, грдиот ке зрачи поубаво, поблагородно од оној што има совршено симетрично лице. Бидејќи љубовта, хармонијата, внатрешната вредност се живее и се зрачи со аурата, со енергијата, а не со естетскиот изглед. Затоа ќе видиме многу убави девојки, многу убави мажи, но зрачат некако одбивно однатре. Тоа е затоа што ја немаат таа суштина на духот и се ориентирале само на материјалниот аспект на себе си. Така што еве, се надевам дека ова видео ќе биде едно освестувачко видео за овој модел на естета кој што е наметнат во овој 21 век. Нормално е да си избрчкан, нормално е да си понекогаш и грд, нормално е да станеш неубав наутро, нормално е да имаш седи влакна, нормално е се што се прави ненормално во општеството. Нормално е да бидеш човек и нормално е да имаш несовршеност на себе, бидејќи тоа те прави вистинско автентично битие. Се останато што е вештачки платено со своји пари, сето тоа те прави само погрда личност на духовно ниво, бидејќи одиш да му се допаднеш на светот, а не да му се допаднеш на Бога.